Царот Леополд I го земал македонскиот народ под своја заштита уште во 1690 година. Ова тврдење е докажано и објаснето во неновата книга на авторите Џони Тодоровски и Александар Донски. Се работи за едно писмо што царот на Светото Римско царство Леополд I тој проглас го упатил за заштита на македонскиот народ во 1690 година. Инаку да спомнам и тоа дека ова писмо досега беше познато, но само во препис во македонската историографија, меѓутоа неодамна го откриен оригиналот во ракопис и утврдено е дека има некои разлики од ракописот до она што е познато во нашата историографија. Разликите е во тоа што тие двајца македонци што отишле кај царот Леополд да го молат да објави ваков проглас, тие всушност биле офицери во неговата војска, а тоа досега не се знаеше во преписите на тој проглас. Освен тоа се разбира и фактот што таму се признава македонскиот народ, тие се наречени македонци, од царот Леополд кој во тоа време бил еден од најмокрите луѓе во светот. Тоа се многу важни документи кои што покажуваат постоење на самите поими македонци, македонски народ и на луѓе кои што се самоопределувале на тој начин уште во 18 век, официјално прифатени и признаени, и тоа се документи кои што беа успорувани, а сега еве ги имаме благодарение на авторите, ги имаме во оригинал, како факсимил, ги имаме транскрибирани на латински, ги имаме и на македонски, ги имаме и на англиски. Тоа се многу важни документи и мислам дека тоа е нешто кое што дава голем придонес за нашата наука, дава можност овие документи да се користат слободно и во странство и во светската наука и кај нас. Исто така дава можност и на сите граѓани на Македонија да се запознаат со нив. Тоа се многу важни документи за нашето минато. Толку долго не негираат што тоа ни создада некоја травма на сите нас и да дури се гледа дека многу од нас македонците порадо би верувале на негирањето отколку што да веруваат на своите очи и на своите раци. И затоа такви книги се многу важни. Значи, прво, најважно за нас е нашите луѓе сите да знаат дека оспорувањето е невистинско. Ние не треба да се прашуваме, не треба да дебатираме со никој и не има или не нема. Тоа е срамота. Да дебатирате дали ви има, тоа е точно еден чекор од лудоста. Ние сме македонци, постоиме, тука сме. И документи имаме многу, исклучително многу. И сега имаме многу, и се повеќе и повеќе се откриваат. Проблемот бил што ние скоро имаме држава релативно, и не сме имале можност да работиме доволно долго, како што другите работеле, но еве сега со година имаме се повеќе и повеќе. Дали некој ќе не признае, тоа си е негов личен проблем. Ние не треба од тоа да се влијаеме, а треба да продолжиме да ја градиме нашата држава, нашата нација, нашата култура и нашите иднини. Оригиналниот ракопис на текстот од прогласот го открива Тодоровски во Државниот архив на Виена, како резултат на макотрпна истражувачка дејност. Истражувањето не е само да отидете на Википедија, него и да одите по архивите, да се распрашувате по различни институти за да дојдете до таа вистина. Значи, вистината не е само на тањер, треба да се бара. Така да јас ги поттикнувам студентите да не веруваат на све што ќе прочитаат на Википедија, него понатаму логички да размислуваат и да ја бараат таа вистина. Да. Целта е да се поттикнат студентите, целта е да се поттикне и научната јавност во Македонија да гледа надворот од книгите кои што само нас ни се сервираат. Значи има и друга граѓа која што не е објавена, која што не е истражена и да ги поттикнеме студентите повеќе да истражуваат. Тоа е целта на целата работа. Книгата пред пошироката јавност беше промовирана во просториите на Факултетот за образовни науки при Штипскиот универзитет Гоце Делчев.